Местото каде што е убиен Никола Карев и мислам дека би бил горд. Мала победа, меѓутоа овој пат извојувана од граѓаните. Повторно сум во спомен паркот за Никола Карев во Свиланово. Тука снимав минатата недела видео за тоа каква катастрофална и понижувачка состојба е. Инспирирани од тоа видео, неколку млади од Скопје дојдоа и го средија ова место, го направија во елементарна пристојна состојба, како што претпоставив надлежните од институциите, од локалните власти ништо не направија, освен само што ми се јавија и се префрлуваат одговорноста за тоа кој треба да се грижи за ова место. Како и да е, како што кажав, мала победа на граѓаните, ќе ви покажам овие дечки што направија. Успеа целиот комплекс да го исчистат од вегетација првен, гледате веќе ги нема оние неискосени треви огромни кои што го наградуваа просторот. Сега тие се исчистени, ѓубрето е исчистено што е многу важно. Не ги нема оние преполни канти со отпадоци, да речеме сега малце и покултурно изгледа целиот простор. Еве да видите сега како изгледа амфитеатарот, ви текнува како беше целиот обраснат со трева, целосно запуштен, една навистина понижувачка гледка. Еве го сега. Тие растенија и тревки што беа тука се искорнати, просторот е ослободен, практично е отворен простор за институциите да можат да дојдат и на раат да го обноват целиот парк, меѓутоа барем за сега како уште еднаш ќе кажам, таков интерес нема. Овие патеки практично не се ни гледа, беа цели обраснати со дива вегетација. Сега се исчистени колку што е можно и веднаш се изгледа поубаво. Еве ги летниковците. Сите што не сте биле тука ве поканувам да дојдете, патот е многу лош, неразбирливо, мислам ќе ви треба теренско возило да стигнете до тука. Меѓутоа природата е навистина фантастична. Преубав дел. Еве го и местото каде што е убиен Никола Карев и мислам дека би бил горд кога би гледал како самите граѓани се организираат и ги уредуваат местата кои што се од навистина големо значење за Македонија. Колку и да е срамота тоа за институциите и за државата, сепак има луѓе кои што се уште вистински си ја сакаат државата. Знамето е се уште тука со сонцето од Кутлеш и скинато е. Јас искрено да ви кажам, донесов од дома ново државно знаме, меѓутоа немам никаква можност физички да го поставам тука. Средувањето на овој простор од страна на граѓаните, мислам дека треба да биде инспирација за сите ние, дека со многу мали чекори можеме да промениме многу, ако секој од нас пред својата куќа, пред својата зграда, пред својот дом, пред јавен простор, кој што мисли дека може да го среди, со многу мал напор може да направи голема промена. Замислете што ќе се случува во целата држава ако сите ние се грижиме само за околината каде што живееме, за нашите мала, за нашите дворови. Македонија буквално ќе направи една трансформација. Не знам дали ви текнува едно видео што го снимав од Љубљана минатата година, кај што се гледа како локалните жители сами си ги средуваат дворовите околу зградата, не чекаат се од локалните власти да им го среди дворот. И ако така се однесуваме сите, ќе ga бајпасираме неодговорноста и незаинтересираноста на некој од институциите, така што сите мораме да бидеме вклучени во борбата за подобра Македонија. Една информација за сите оние кои што можеби сакаат да дојдат овдека во Свиланово, во близината на селото Рајчани, дека ќе треба да возат по еден ваков пат и уствари ова е поубавиот дел од патот. Подоле е уште многу полош, така што за да стигнете до тука ќе треба теренско возило. И тоа нека биде и уште еден апел до властите да до ова важно место да еден асфалт да направат за да можат сите оние кои што сакаат да дојдат, бидејќи вака е навистина многу тешко пристапно местото за сите што сакаат да го поседат. Потребен е пат тука.